Гледа? Да. Океј, уште една се извинувам за доцнење. Техника, пријави, испити и така натаму. Јас сум Владимир Уксановиќ, се запознавме на предметот фитнес и бодибилдинг, така? Со дел од вас не, заради ваши, како се викаат, одговорности, не заради нас другите што завршивме. Тоа е изборен предмет, ова е редовен предмет антропомоторика. Знаете, секој професор предметот што го предавам не е мој. Предметот што го предавам е најбитен. А мој стварно ви е најбитен. Сакам да кажам дека ќе видите со што ќе се запознаеме на предметот и ќе ви користи за сите други предмети. Можеби не за анатомија, за физиологија да, можеби не за хигиена, па да, можеби и тамо, ама во овие другиве што се предмети каде што се занимавате со одредени спортови или теорија на тренирање и така натаму, мора да ги познавате овие работи, за да, нели, можете да знаете како да направите еден тренинг или како да измодифицирате или трансформирате некоја моторичка способност. Предметот е во втор семестар, кредити по ново, не знам дали се 8, мислам дека супер. А колку е фитнес и бодибилдинг? 2 кредита. Ќе кажам нешто повеќе, значи, бидејќи тука, можете да ќе добиете книгата по антропомоторика, но ќе правам да бидат сите предавања снимени и да ги имате на YouTube канал. Значи, како ќе завршено со предавање, така ќе биде ставено на YouTube. Рекомендувам користете едно и друго, или користете само едно, ама пробајте да биде книга. Од искуство гледам дека сите им одговара, на повеќето студенти им одговара да стават слушалки и да слушаат подкаст. И навечер пред спиење ја раскажувам приказни по антропомоторика, они си легнуваат, спијат, ништо не памтат нормално, и после треба да земат и книгата за да учат. Така да, ќе пробам долесно колку што може и колку што може да се снима, но ќе видим што имам следно испланирано. Но ќе дадам некои насоки понатаму. Се видовме за фитнес и бодибилдинг. Има некој што не беше? Треба да се представувам. Ај на брзина. Значи, Владимир Вуксановиќ, дипломирал, мислам, 2002 или 3, 2002, мислам дека беше. Одбранета магистерска 2008, одбранет докторат 2012, на факултетот сум од 2005 година, март, така нешто, прилично долго. Сакам планинарење, сакам летање, сакам да уживам со мојата фамилија долу, може да се види. Имам некој искуство покрај во образовнава дејност, имам некој искуство како работа како ски патролер во горско спасителна служба. Активен сум во фудбал, не како фудбалер, туку како фитнес тренер или кондицијски тренер. Носам дечиња на скијање и студенти на скијање. Ме задржаа 2 дена, требаше претходно да се вратам да почнем од порано, ама имавме малку проблем не беше проблем, туку логистичка подршка околу наставата по скијање, која што вие ќе посетувате, мислам дека во 3 семестар, 3-4 семестар, така некако, наредна година. Тоа сакам да ви кажам, да, некоја асоциација за Македонска асоциација за инструктори во снежни спортови, така, интернационално се поврзуваме, се легитимираме тие што обучуваат ски и сноуборд учители, сакам да кажам и тамо сум некако активен. Таму има еден сертификат горе, вака ќе го покажам за тие што гледаат, што ќе гледаат после за снимено, има некој сертификат, намерно го ставам за да ве замотивирам дека учењето не завршува со средно училиште, ниту па со факултет. Значи учењето е постојано цел живот. Јас се завршив некоја академија 1 година за data science, затоа што ме интересираше тоа, што нема можеби контакт со ова што го работам, ама има уствари многу контакт. И на овој начин сакам да ве замотивирам дека средно училиште е завршено, да си ги завршите обврските на факултет, бидејќи учењето со факултет нема да ви заврши. Секој ден ќе учите. Можеби нема да биде формално образование, но секој ден ќе добивате нови информации и на некој начин учење. Ако ќе ви затреба, ќе се запишете и на некој формално образование.
некои од вас ќе се запишат, например, ќе продолжат после факултет или за време на студирањето со некој лиценцен систем, дали во како ски и сноуборд учители, дали конкретно тоа што го работам во фудбал, па фитнес, УЕФА лиценца за УЕФА фитнес лиценца во фудбал, имат и други лиценцни системи, до едукација, постдипломски студии, докторски студии и така натаму. И убаво е да се надополнуваат. Уште еднаш ќе кажам, може би сум го спомнал, ама верете на поведно предавање, да си ги завршувате врските најбрзо што може, да уживате во студирањето, да искористите се што може од наставниот кадар, значи вака да ги цедите, да добиете информации и на тој начин ќе имате супер успех. И повторно нема да заврши студирањето со завршување на факултет. Дали е формално или неформално, постојано ќе треба да се усовршувате. Така да ова го кажувам за да може да знаете со кого имате работа следниот семестар, всушност од кого можете да искористите некои работи кои што ви интересираат. Ако некој го интересира книже за кондицијска подготовка во фудбал, тогаш може да му споделам, не се плаќа. Значи материјаливе што се по предметот, многу ми е криво што морам да кажам, не се наплаќаат. И вие треба да се борите за тоа, за да се снајдете, се снима, да се снајдете и да се борите да не бидете приморани некој да ви продава нешто. Океј? А јас купувам книги, ама не ме приморува никој. Значи купувам книги за тоа што ме интересира, ама јас имам желба да ги купам. Вие би требало да имате желба за студирање и треба да се снајдете. Како? Во консултација со професорите или не, во секој случај по предметов, посебно и книжево кој што не е за предметот, ако некој го интересира може да го добие, а другата литература ќе добиете во PDF и ќе оставам најверојатно линкот до сите материјали што се спомнати тука на YouTube каналот во коментар. Има еден линк каде што можете да добиете книга и нешто друго што ќе спомнеме тука ако има потреба. Океј, така ќе правиме за секој предавање. Што значи некој фолдер ќе биде YouTube линковите, Facebook страна приметувате дека ви информирам за се. Фала ви, како беше одговорната на прва година. Благодарам за секоја поддршка, ама пробувам сам да си ги завршим работите, за да не има расипан телефон. Професорот каже ова и не каже ова, каже тоа е. Така да ќе ви информирам ја, само да има здравје и меѓу вас и ке мене, да информирам за се што треба. Следете Facebook страна, ако знаете дека некој од колегите или од колишките не се вклучени на Facebook, вклучете ги затоа што тоа е огласна табла. Инаку огласната табла би требало постар систем на огласна табла. Немавме Facebook ние, ете. Немавме Instagram, вие немате Facebook. Facebook заради факултет го користите најверојатно, сега Instagram користите. Ама ние се даваме се на врата. И сега треба секој ден да дојдеш на врата да контролираш и да провериш што има известување. На овој начин е нели полесно. Немавме интернет. И внучињата го прашуваат дедото. Ти прават муабет и дедото им вели на внучињата: ние немавме интернет кога бевме мали. И едното внуче вика: а колку минути немавте интернет? Тоа е несватливо, така? Затоа кажувам, следете Facebook е супер за нас повозрастниве. И мислам таа група, инаку има многу други групи каде што мислам начин на комуникација, ама следете си за да може да добивате вистински информации. Секој час ќе пробам да го закачам Facebook или не мора да го закачам, а фолдерот ќе го имате. Студирање значи сам да истражуваш. И објаснив на фитнес и бодибилдинг. Значи не професорот да дојде тука и колегата му треба уште едно кафе или не знам, не слушнал, не направил и сега треба професорот да ве научи нешто. Не, вие треба сами да примите информација. Он само ќе ги сподели некои од информациите, а вие ги учите. Сега зборував со колегите на скијање што беа колешките. Прво прашање, после првиот ден почетници тотални таа научуваат да кочат, што е најбитно, значи safety first, потоа да вртат, и тука, добре, тоа е доволно. Они се безбедни. И викам, кој ве научи на ова? Па вие, не ве колеги, вие сами се научивте, овој само даде насоки. Ме разбирате? Значи, се што учите, дали се тоа моторички вештини, или е нешто што е теорија, не може да ве научи професорот или тој што е инструктор ако вие не сакате да се научите. Значи, вие сами учите. Учиме вежби за координација. Вие ги учите, ќе треба да се сконцентрираш и да пробаш да ја направиш вежбата. Ама овој дава насоки са. Еве една вежба, ќе пробаме за координација. Ако малку вака хаотично делуваме, е поврзано со другиот час.
и со начинот на работа на предмет. Што е различно помеѓу ова и ова? Кој каже, објасни нас. Каже. Добро. На првиот начин. На вториот иде? Што е различно? Супер. Тоа е тоа. Колегата каже што е различно. Првиот начин оди. Нели, во оваа насока, второто оди во обратна насока. Едната рака, другата рака во друга насока. Така? Точно или не? Приметувате, пошто вие ќе пробате сега. Ај пробај сите ова. Пробај. Не е битно што ни треба сега. Ај сега пробај друго. Ај пробај друго. Колега, ало, бе не зборувај, пробај. Пробај, не зборувај. Ма што го гледаш него? Пробај. Ај на другата страна пробај. Галама, така зборуваат. Да, глеј се. Добра. Ај сега пробај ова. Доста, чекай. Не се смеј, пробај. Ајде. Добро, не ми успеа првото, мисля дека ќе застана да зборувам, пошто ми треба концентрација. Дали требаше мене да ме гледате за да го пробувате новото движење или требаше да можеби затворите очи и да го пробате движењето? Сами треба да се сконцентрирате и да научите теорија, сами треба да се сконцентрирате и да научите скијање. А овој само ви даде насока. Ајде пробај го. Ви утре ќе бидете професори по физичко и би требало да ги имате овие работи дека, например, знаеш колку убаво, како ги научи да скијаш, и тој вака егото му иде, да, ја ги научиш да скијам. Они сами се научи ја дадов насоки. Затоа се нарекува инструктор, дава инструкции. Или Фудбалска федерација, фитнес, позицијата фитнес тренинг, ја тепали Италија, како си ги натренирал, како бе да ги натренирам 5 дена сум, како можеш да ги натренираш? Они си се истренирале во текот на животот и во нивните клубови. Овде доаѓаат само суморно, ма луѓето сака да кажат да, ја ги научим. Јас тврдам така малку поскептично и поприбрано дека ние даваме инструкции, а вие учите. Ова е во контекст на студирањето. Сите инструкции ќе бидат дадени, ама вие мора да вложите енергија во тоа. Пошто после тоа доаѓа оној моментот на милионер, сте гледале квиз? Супер. Првото е повикај пријател или последно беше. Така? Не, како беше прво? 50-50 не било. Книги би ги давам гратис. Не било. Второто што беше? Прашаја публиката. Публика може да прашате, да, вие сте публика, прашаја, тоа е добро, видиш, тоа е добро. Прашаја и овој публика. И третото беше повикај пријател, тука ја утнуваме скрос, овој му се крева притисокот и почнува од сите страни да шишти. Затоа со време, и ова се снима за тие што, нели? Со време фатете си ништо сложено нема. Имаме колку недели, толку предавања теоретски ќе бидат по 1 час, 2 часа, можеби не знам како ќе, зависно колку сте ви активни, ако вие не сте активни, ќе биде пократко. Практичните часови ќе пробам да ги направам во сала, нема да имаме секоја недела, тоа морам да кажам, туку ќе известувам на Facebook кога ќе имате. Ќе пробам наредна недела да изорганизираме минимум 2 часа, окей? Тоа што ќе ги набиеме часовите, еден практичен, дали може на практичен час да се видиме, например, на Кейна Вардар, кај Хотел Хилтон. Тамо ќе го истрчаме, сработиме Куперов тест, ќе дадам насоки за него, и после за другите часови ќе ви известам, еден период не сум тука, па пак повторно доаѓам за 10 дена и нешто ќе комбинирам, окей? Така да, добро утро. Вие сте кој? Ништо не ве слушнав, колега. Петар Шалас. Што сакате ви? Колку доцни Петар? 26 минути. Завршивме ние, ова е сега фитнес и бодибилдинг. Ти за што си? За антропомоторика или за фитнес? А вие за што сте? За кој сте? Они се за антропомоторика, сега ме збуни. Ти за што сте? Ај ти се двата. Не, пошто се, ако си за фитнес, влези, колега, за антропомоторика сме сите тука. И немојте да доцните 26 минути, 27 минути отидовме.
Океј, повеќе информации може да најдете на веб страна, мислам дека функционира линкот ако ви интересира за CV, а и нема потреба, се представив. Што ќе работиме по антропомоторика. Се крена косата. Ова е сублимат на некои теми. Јас ќе ви ги пратам комплетно темите, кои што ќе ги имаме по, мислам, распоред ќе ви направам и ќе ви пратам еден скриншот. Ќе зборуваме за карактеристики на движечки способности. Например, што е тоа латентен простор, што е тоа манифестен простор. Малку повеќе ќе зборуваме за тоа, да не објаснувам сега. Кој више, баш не ќе Ќе зборуваме за, значи, какви се карактеристики има, дали, например, зборуваме за моторички способности или за моторички навики. Знае некој што се моторички способности, а што се моторички навики? Средно физкултурно кој им учи? Вајце, не сте учеле? Не сте слушнале за моторички способности? Повеќе пријател. Најдоста. Не е смешно. Воопшто не е смешно. Како што кажав, тоа се оние способности, сите ќе ги поминеме. Сила, издржливост, брзина, флексибилност, равнотежа, прецизност, координација. 7. Како се трансформира? Како некој да му ја подобриш издржливоста? Како некој да му подобриш силови способности? Како некој брзина да му подобриш? Дали можеш да му подобриш брзина и дали треба да работиш кога е дете или на возрастни години може да се подобри брзината? Дали воопшто може да се подобри? Дали има генетска некоја предиспозиција на некоја од способности? Тоа се нарекува трансформација на моторички способности. Та моторички способности ги набројав. Така. Што има друго? Моторички навики. Навика моторичка е, например, да го научите ова и да кажеш, јас сум Владимир Становиќ, мојот телефонски број 075382926. Ама движењево се изведува, така? Сакаш да пробаш? Пробај. Ама ова да го правиш. Има некој што можеш ова да го направи? Ајде, пробај. Супер. Не е баш тоа, ама добро, пробај. Пробај, работи. Јас ќе те прашам. Работи. Кај живееш, адрес? Брзо. Адрес. Телефонски број кажи. Добар е, има научено. Што сакам да ви кажам, ако не го знаете движењето, тогаш тоа не е формирано моторичка навика. Тогаш ви требаат многу информации за да може да го изведувате правилно движењето. А тоа што е научено, движење не треба да размислувате. Меси не му треба да размислува како ќе шути, така и било кој фудбалер, кошаркар, одбојкај. Тој го решава проблемот по позадина, он ги прави сите движења, него му е целта да шутне во гол. Значи не размислува како ќе шутне во гол. Ние кога зборуваме за моторички навики, ќе зборуваме точно за тоа. Како се учи едно движење до степен автоматизација? Значи да го научам движењето за да не размислувам на него, да правам склопката и да знам кој е следниот елемент што треба да дојде. Топкава ја знам, ја правам. Јас само ги редам елементите на вратило кои што треба да дојдат за машките или за колешките. Значи третото моторички навики. И сега они се учат моторички навики. Они се учат. Скијање моторичка навика. Во скијање има многу елементи, ама е кочењето нека биде се учи. Двочекор се учи. Смеч се учи. Кокање со јаженце се учи. Сега ќе вратам назад. Набројав 7 моторички способности. Можете ли да наброите колку моторички навики? Ја кажав 3. Друго нешто? Одење, скокање, фрлање, качување. Не може да се наброја. Избегнување. Истегнување. Не. Истегнување не е моторичка навика. Истегнување влегува во флексибилност. Нешто што учите, велосипед да возите. Пливање да научиш. Значи, борење да научиш да паѓаш. Или захватите да ги научиш. Точно, да. Ама, во борење ти треба ли сила? Таа се тренира. А захватите се учат. Тука е разликата. Значи, овој предмет пробува тоа да даде основни познавања на нештата кои што се поврзани со движењата, за да може во иднина во другите предмети само да искористите од одека како меси, да не размислува кај е голот,
и како се шутира правилно, како биомеханички ногата, кои мускули. Не размислено, знае дека треба да шутне. Вие знаете дека ви треба експлозивност или силови способности за борење и тоа се трансформира на овој начин. Ама треба да научам падови. Вака се учат падови. Значи ги вадите од фиока работите што ќе ги научите тука, ќе ви користат за другиот предмет, за другите предмети. Оке, сме до тука. Ќе зборуваме за антропоонтогенеза, антропофилогенеза. Како човекот од кога е настанал, дали бил примат или не знам од кога е настанал, тоа не навлегувам во Библија и тоа се приказни, али како сме настанале не е битно. Мислам во моментов дали и како се одвивал, како се какви движења имал човекот од негово настанување или пак какви движења имал од кога се раѓа човек, од мало детенце, мало од бебе, па се до најстара возраст, какви се движењата кај човек. Имате ситуација каде што ќе работите со клиенти, скијање, 70 годишни, така да учат. И се вие треба да знаете со какви предизвици се соочува ова повозрастна група, отколку овие помлади. Повозрастната група спушти го еднаш одмори. Праше комуницира, ќе ти каже нежни движења. Помалава група, то сакаат одеднаш да направат. Тоа мускули се вклучуваат на сите страни, полат мускули од овде, цела фабрика им објаснувам на студентите, трошат како за 3 фабрики за тие еден час скијање. Тоа е страшна расходна енергија се случи. И се треба да знам, овие ми се трошат многу, чекај, овие ќе ги одморам може да издржат 2 часа, ама морам да ги препознам кога да ги одморам. Овие повозрастни ќе ми кажат не можам, тоа не сум побезбеден, знаат може. Разбирате, затоа зборуваме за антропофилогенеза. Пардон, за антропоонтогенеза. Од кога се родил човекот до неговата најстара возраст. Овде тоа што не се чита е тестирање. Ќе зборуваме што значи тестирање, зошто се употребуваат тестирања, како да ги искористите податоците тестирања, одите на физиологија, бил некој да се тестирали спортска медицина. Добивате некои податоци, тие податоци ги земаат тренерите или не ги земаат, ги кинат, ги фрлаат, важно имате печат дека сте здрави, ма тие податоци кажуваат за испитаникот нешто. Пример, ние правиме компарација на експлозивност. Помна, експлозивност во 3 теста. Кој тест од нив е подобар за да знаеме во иднина да го потребуваме тој тест? И вие би требало да знаете, како идни професори по физичко, тука има и тренери, меѓу вас, дека во школа, во училиште кога ќе работите, треба да го следите фитнесот на децата. Законска обврска е. Кои тестови да ги употребувам, која фитнес батерија да употребувам или кои тестови за да ги следам да го следам фитнесот или развојот на децата. Потоа ќе зборуваме за терминологија, некоја многу кратко ќе почнеме од денеска за терминологија, фитнес апликации и така натаму ќе видите во наставната програма. За што ќе зборуваме? Како се одвива предметот? Ќе скратам за да бидеме ефикасни. Ќе имаме предавања и после тоа имате практичен испит и теоретски испит. Значи, што е најбитно од овие 3? Да. Што е најбитно од овие 3? Практично. Теорија? Практично. Предавања се најбитни. Значи, вие тука ќе добиете информации. Ако ги добиете информациите тука и постапите така како треба, ниспи доаѓа да се прошетувате му кажете чао на човекот се одите. Ама ние имаме проблем. Со прво практично, значи со испитот гледате алинејава. Немаме проблем со предавања затоа што тука 90% од вас нема да доаѓаат на предавање. Минуси, плюсови не запишувам. Нема потреба. Ако се дошле да студирате, дојдете и студирате вистински. Ако не ви се студира, одете бркајте работа, ама на испит ќе се видите. Идејата е дека испитот, како што кажав, треба да го поминете со десетки, а нема да го поминете. Имате проблем, ќе видите. Не е како фитнес и бодибилдинг. Мислам, не е затоа што јас ви се нешто тука објаснувам, туку затоа што студентите мислат дека не треба да научат и тука ќе заврши приказната. Пак е дојде јунска, ја паднав? Не. Ме бутнав. Ме бутнавте? Не. Сам падна или сама. Пак е дојде септемвриска сесија, ова септемвриска сесија чеке се малце нешто поднаучив, ама не е тоа. Ќе дојде казнена сесија, мислам како или јануарска, редовна, и во казнена сесија паника. И ја телефонот 10 дена пред испит. Так, Фејсбукот 10 дена пред испит. Блокада тотална на Марс. Не сум тука. Затоа со време е најубаво ова предавање. Ви кажувам еднаш, не повторам понатаму. Другиот дел, каде што доаѓа формалната проценка, морам некој индикатор да имам да направам разлика меѓу вас дали знаете или не знаете. Нели, оценки се ставаат. Ево е сега другиот дел, вамо проблематичниот, исто многу лесен.
Што е побитно? Практично или теорија? Теорија. Але какво практично? Те пати тоа. Теорија е побитна. Практичното практично. Да, точно си. Ама што е побитно? Немаш практично, ако не знаеш теорија. Чекај, извини. Да, тоа е редоследот, ама што е побитно? Практично или теорија? И двете се болji. Што е поболje? Сникерс или Марс, и двете се болji. Побитен е теоретски дел. Зошто? Затоа што чекај да имаме што имаме, супер. Ова имаме задача за практично. Од тука 3 теста. Ќе сработите и ќе ви кажам како. Сега да гледа прво во синот горе за студенти и за колешки. Знаеш како викаат во Битола, колку деца имаш? 2 деца и 1 чупе. Има некој Битола? Едно. Така викате? И сега ја викам, а чупе во што е? Чупе? Дете, девојче. Дете, ама 2 деца и 1 чупе. Студенти и колешки. Значи, студенти и студентки или колеги или колешки. На тоа мислам. Склек на разбор. Треба да направиш 10 машки. И треба да научиш како се вежба. И кога ќе наполниш 80 години, нема да можеш 10 склекови да направиш. Ама ќе знаеш како се вежба, така? И сега што е побитно? Склекови или теорија? Теорија. Арнома колегата е во право. Без практично не може теорија да даде. Што значи имате задача за практичниот дел. Згиб склек, Куперов тест. За машките згиб на вратило 10. Така 10, супер. Склек на разбој 10. Повторување. Правилни, сега ќе ги сработиме во сала, ќе ви демонстрирам, може и ќе си тестираме на брзина. Некој од вас. И Куперов тест. За колешките не се гледа овде. Ама исто. Склек на пот, значи не е на разбој, склек на пот, окей? Изгиб на вратило. И се смеат. Абе еден згиб, овде колку пише од два. Абе еден, еден згиб, почнете од денеска да го вежбате. Зошто? Затоа што не може да положат колешките од минатата година уште. А знаете, исто од минатата година? А може да скажем. Значи не знам како, сакате по мейлови да ви праќам, на Facebook ви подсетувам, по Google да ви праќам информација. Ве молам еден згиб извежбајте. Зошто ви го кажувам ово? Исто и за машките. Имате да прашате нешто меѓу време. Ово исто и за колегите. 10 згиба. 12 ги правам сега. Може би не, ама ќе се проверим на ферка. Не можам да направам 2 згиба. Кажи. Чекај, не сум дошол до тоа, ова е потешко. Тоа сите ќе го средите. Тоа ќе ме излажете, ќе ме прелажете, ќе дајете на некој куче, ќе трчат билјади се. Абе, финти милиарди. Само да поминеш. И кога ќе дојдеш на испит, му викам, колега или колешка, сте полагале, што Куперов тест, што проценува? Не знам. Сте полагале Куперов тест? Не. А тој ми пратил информација дека полагал. Ќе ви кажам како. Кажи. Чекај ме добро. Супер се прашањата. Значи, не, супер се прашањата. Сега приказни ви раскажувам малку тука за тоа. Значи, треба да изведете најбитното во овој дел, кога ќе се истестираме, и за да ја поминете нормата, и да научите како се тренира, како се трансформира таа способност. Тие што не можат еден згиб да направат, или не можат 5 згиба од машките да направат, има и такви 2 згиба што не можат. Они најмногу ќе имаат допринес, всушност најмногу ќе го апгрейдуваат своето теоретско знаење. Они треба да дојдат и да прашат, ствари да научат низ предметов како тоа се трансформира, како се вежба. Тоа е идејата на предметот, не е идејата да покажам ја 10 згиба, 100 згиба правим, 100 згиба, па. И за останало ја му викам, добро, теорија, не сум учил, падна. Кажете. Ова е што презентирате на крајот пак дали практично. Не. Не е најбитен практично. Ајде. Јас сум болен студент, 30 години. Студирам физичка култура, учена на ръководно место. Иначе сум согласен отсек насочно соборување на 10 години поминат во Крайстер сервис и се оно што занемарила теорија без пракса може да го
се случува и такви се роѓаат аномалии во групи. Види, се сложувам, ама тоа е некој друг момент тамо каде што нас ни треба пракса да влеземе во сала и да знаеме да водиме настава. И на тие инженери Исто е. и теорија. И ние сме тој дел се сложуваме птен. Ма за предметот овде најбитна е теоријата. А условот да дојдеш до теорија е практично. Затоа што колеги доаѓаат и ми велат, само колеги доаѓаат и ми велат 10 гиба имам направено, Куперов те сум истрчал 3600 метри, 15 склекови имам направено. И он очекува да му пишем оценка. Не може. Значи не е тоа најбитно. Најбитна е теоријата да знаете, да покажете како се подобрува од еден згиб. Кој од колешките може еден згиб да направи? Другите не може. И сега они треба да се информираат, да студираат, прашат, да научат низ предметот како се подобрува овој. Така да, кога ќе држат настава, најбитна е праксата. Тука е теоријата, се сложува теоријата, ама ти треба да знаеш практично како да имплементираш теоријата. Значи Меси знае како да шутне, ама се снаоѓа на гол. Во овој случај нас не е битна теоријата да не се зезнете. Мислат колегите и колешките ако положат практично дека е завршен испитот. Не, испитот тогаш почнува. Ова е само еден влезен колоквиум за да можете да влезете во испит. Дали сега се разберат? За предметот. За предметот морам да прифатам да биде така. Така е. Затоа што А за другото ми е јасно. еве 15 часа послушам јас и да ми објасните теоретски како се прават скилови. Јас сум стопна кој не скила ако направам 10 часа. Сега пробуваме да разграничиме, да разбирам што сега да ја кажем. Ама за да ги завршите обврските на предметот, најбитна е теорија. Затоа викам сега во овој Не морате, ама така е. А ја не морам да се сложам со вас, јас се сложувам со вас дека е праксата многу битна. Тие се комплементарни две работи кои што не може. Јас студирав 2 години електро. Знам што значи да немаш пракса на лемење, средно електро завршено. И учиме кола, силиконски плочки и такви работи, ама не знам како да го клучам леткумот за да калајот го стопам. Тоа ми е јасен тој. Ама како да имате познавање што е трапостаница, ние Како да познавам што? Тоа е трапостаница, нели кажете? И да ви очат За две различни работи се зборува. Тоа е. Вие сите ќе треба кога ќе завршите факултет да имате минимална пракса за да знаете да влезете да држите настава. Значи не да ве обучува некој тогаш, него вие да знаете да ја држите практичната настава на база на теоријата. Затоа што кажува колега да ние ќе учиме теорија овде, теорија мислам предмети кои што се практични теоретски ќе студирате, ама не знаете час да водите. И се овде кога да го повиши гласот, пошто спија тамо или кога да го стиша гласот, да го води часот. Значи тоа е момент кој што ќе го добиете со искуство. Кога да ги одморите дечките на скијање или како да го започнете методски да започнете. Тоа апсолутно се сложувам, не сум приморан. Ама не сте ни вие овде ајде, може да сте приморани дека биде таа терминологија дека правилата на игра се практичен па теоретски. Како ги тоа што ќе успееме сега нешто да се истестираме, ќе добиеме информации. Денеска и на Куперов тест, ќе пробаме, ќе видиме дека ќе стасаме, ако не, тогаш праќате на Facebook, на Messenger, снимено. Значи снимени правилни изведби на не се вежби, туку се тестови. Има разлика помеѓу вежби и тестови, ова се тестови. Правилна изведба на тестови. И не да го снимаме човекот од тука до овде и он да прави. Така, зашто се сум видел чуда, и ова со кучево. Туку да од тамо негде да се гледа дека се колената свиткани, не допирам долу. Ќе ве покажам изведбата. Значи правилна изведба ми треба да пратите на Messenger. Кога ќе можете тогаш. Немојте, ќе ви кажам датум за предиспит, ама ако може некој сега да направи правилна изведба, ќе ја прати правилната изведба сега. Тоа е за склеки згиб, за колегите и за колешките. За Куперов тест, ќе го објаснам како се тестира. 2700 е нормата, ама Куперов тест не е финтата во нормата, треба да знаете што со него. Некој ќе истрча 3600 за 12 минути, некој ќе истрча 2000 метри за 12 минути. Ќе го објаснам тестот, понатаму, поентата е дека тој тест проценува нешто. Значи тој тест треба да ви
Сите тестови нешто проценуваат. Згип и склек проценуваат сила репетитивна на раце и раменски пояс. Куперовиот тест проценува VO2 максимум за издржливост. И сега ќе дојде на испит прашањето, да пробајте, запомнете што ви кажувам, некој можеби ќе сретне од другите колеги што не знаат, што не биле, што не слушнат. И прашам Куперовиот тест за што е? За трчање. Ама што проценува Куперовиот тест? Сила. Не може сила да проценува да трчаш прави. Има, сила се вложува во нозете, ама се проценува и пази, кажувам, не мери. Това клучиме по тестирање. Моторичките способности не се мерат, тие се латентни. Скриени, тие се проценуваат. Нешто што е скриено не може да го измериш, ама нешто што не е скриено, ова е 2 метра, го гледам. Вие знаете колку сум јас силен или брз? Не. Кога ќе дознаете? Кога ќе почнам да изведувам. Тога се манифестира. Од латентен простор влегува до манифестен простор. Значи, се мери нешто што е екзактно. Во ЕСИ систем знаеме што, ама силата нема мерна единица. Ние преку килограми кренати или број на изведи пробуваме да процениме некој од некого дали е посилен или не толку силен. Зато се вели латентно дека. А ова е екзактно, ова е тука, го гледам, ова е манифест. И ќе ги прашам што проценува Куперовиот тест, ајде ќе кажеме издржливост. А што е поентата на Куперовиот тест? Да истрчаме 2700 метри. Не, тоа не е поентата. Поентата е да истрчате колку што можете. Или колку што не можете. Нека може 1400, нека може 5000 метри, не може 5. И на крај целото тоа пак има уште едно прашање, ви кажувам финтите на испит. Затоа што логика е на испит. Ако имате логика, може и треба стоп да не се. И без знаење, без учење да положите. Ако знаете, мислам, ако имате логика во нешто. Ако немате логика, 6 книги да земете, 3 ментори и 15 врски да сватите, не може да положите. Барем во овој случај. Куперовиот тест, например, проценува VO2 максимум. Тоа е мерна единица за издржливост. И што е тоа VO2 максимум? Тоа е максимална кислородна потрошувачка. Милилитар, килограм телесна тежина во минута. Колку може кислород не да внесам, туку да, како се вика, утилизирам, да се прими во крвта преку белите дробови, затоа што тоа е белодробен капацитет. И тоа нема врска. Не ни врши многу работа. Ама колку кислород можам да внесам во крвта, за да можам да направам аеробни активности, е многу битен момент. Пробувате да фаќате со што се занимава антропомоторика. Мислам дека се интересни работи. Во комбинација со физиологија, за мене беше исто многу битен предмет физиологија, затоа што тамо знам срцева фреквенција кој што ми треба за да мониторирам и да видам да го дозирам тренингот или вежбата да дозирам. Срцева фреквенција. Сега како срцева фреквенција? Зошто не излез? Зошто во силови способности срцева фреквенција нема никаква логика? Зошто во брзина силова способност срцева фреквенција нема логика? Туку само во издржливост врши работа. И тоа само тука негде околу анаеробен праг, над анаеробен праг. Кај спринтови, кај реакции, кај акцелерации, децелерации, кои што GPS-и во фудбалериве сега ги користат, тамо срцева фреквенција не се користи за ништо. Ама така, мислам дека ќе би требало да биде интересно и пробам да ве замотивирам да видите со што се занимава предметот. Сега практичен дел, дали е јасно? Значи, 3 колешки, 3 тестови кај колешките, 3 тестови кај колегите, генерално немојте згибови, склекови на разбој, и тоа има. Качен на разбој, вака како што се предхите, и со рате и со нозе го води прави склекови. Наместо на ход да ги прави на склек на разбој е нешто друго. Ти покажам треба да висне. Ги има овде, еве ги, супер. Ова е склек на разбој. Приметувате? Значи треба, тоа се вика дипсит. Некако така ги пропаѓање. Значи тоа се тие 3 работи, овде има некој линк за објаснување, добра. И сега, овој дел нема да го објаснувам, ама ќе пробате да направите еден згиб и ве молам на теоретски предавања, на првото теоретско кога ќе биде следно, професоре, како се вежба, и машки и женски, и колеги и колешки. Зошто? Затоа што ако сега не почнете да вежбате, нема да завршите обрската. Еден згиб треба. Еден згиб има да го направам, еден згиб па, како вика мајка Јана, па земја да се преврне. Че еден згиб
И ови го кажувам со која импресија и реакција, затоа што не го прават. Не го прават. Па фитнес тренери нашле, ги вежбаат се. Овие тука професори сакаат да бидат и тренери, да станат најмиле во прва година фитнес тренери. А они, ја ги учам за тоа. Че вие ќе се учиме самите за како се тренира. Ви јасна трагедијата на нештата. А што треба да направите да го слушне предавањето каде што ги кажам? 3 пати неделно не можам да направам еден згиб, тоа е финтет. Не можам да направам. 3 пати неделно, по 3 до 4 до 5 пати пробај да направиш. Не оди. Добро, не оди. 3 секунди пробувам. Една серија. Тоа е една серија. Направам пауза 1 минута. Пак ќе пробам. После 1 минута. Тоа е втора серија. Ќе направам 3-4 такви серии. Тоа ви се серии. Тоа е статичка контракција. Ако нема движење, ама тоа е вложување напор и телото вика чекај бе сега малце. Ој дај ќе му помогнам, еве така сватам. Дај ќе му помогнам или ќе помогнам да може. Ако првите 2 дена до тука било, верувајте ми, 3-тиот, 4-тиот тренинг до тука ќе може. Верувајте ми, 7-тиот, 8-тиот тренинг ќе можете до овде. Значи, и не можам повеќе. 10-тиот, 15-тиот тренинг ќе го направите движење. Ви гарантирам пробано е. Ама не мрзи. Не мрзи. Полесно е повеќе пријатно. Така, не бива колега. Мора да земеш бушона да го смениш или да го видиш моторот натре. На друг начин не бива. Тука се сложува. За издржливост исто. Ќе се процениме и ќе зборувам, веднаш може да прашаме, ќе одвоиме посебно време, како се подобро издржливо. Истиот е принцип. 3 до 4 пати неделно, вакво трчање, онакво трчање. Правевме истражување со колегата, мојот ментор, професор доктор Јован Јовановски, правевме истражување на студенти. За 4 недели со 2 тренинга неделно, подобрија Куперов тест, сите положи, 99% положи. Овие 1% не дојде на испит. Значи, тоа нас не интересира. Како да ги трансформирам способностите? И сега ќе ви кажам, мене ми еден тренинг, не може да ме плати никој, ама јас се замислувам дека ми е 200 евра. Еден тренинг. И сега зашто вие да не пробате да заработите толку пари? Ако знаете, ако не знаете, повика пријатно. Само ќе треба да завршиме за 2 минути. Ајме да се слушнеме. Ако не ви се слуша, излезете. И ovo što кажувате тоа. Значи жена од 70 години кога е ампутирана не можеше да стане. Се треба да откријат на колички за 3 месеци успеа на една нога да станува, да се срети. Цел живот да направи. Немаше шанса да се како. Ние сме тренинг со пробување од кажувате. За тоа сме дојдени. За тоа сме дојдени за да научиме како се гледате колку пати повторив некои зборчиња. Моторички способности, моторички навики, движења, како се трансформираат. Ние тренингот е трансформација на моторички способности. И тоа нека биде можеби најбитниот момент што треба да го научите. Овие пропратниве теоретски предавања ќе ги имате во информација, ама како да трансформираме. Не може да поминете антропомоторика да не знаете како да ославете некого. Значи имате пријателки кои што ги прашам, како да ославам брат, трчам 5 дена, бе, брат, не иде бе. Ја му викам, добре брат, ти колку дена јадеш бе? 27 години јадаме. Па како може да 5 дена одославаш? Ама не, може. Се вика третманот салмонела. Така. Значи, не се зезете, учете. Океј. Имам книги некои кои што можам да ги дам кога ќе посакате, Human Kinetics генерално, имам некоја онлайн библиотека која што можам да ви ја споделам како линк, никој не ги отвара, никој не ги гледа, пошто на Google Drive можам да видам кога некој ќе побара пристап. Ама мојот да ви дадам овај копирајт, значи не смем да ги давам, треба да внимавате затоа што сум ги скенирал, сум ги правил за да имам база, нели сум ги купил, ама сум ги скенирал. Ги споделувам со вас. Ако некој нешто му треба, ќе го имате на YouTube, можете да видите, оваа книга е интересна, онаа книга е интересна. Генерално се учи од истражувања, не од книги, затоа што истражувањата шибаат напред. Книгите со дигитално време можам да видам во Кина, таму во некое место, некои колеги што направиле, како направиле, не мора книгата да дојде до мене. Но како и да е, има материјали, ви кажам. Основна книга, теоретски YouTube предавања ќе бидат, додатни
книги кои што може да ви помогнат за нешто. Да, ги имам тука, само ќе ги пренесам. Благодарам. Имате ли некои прашање? Немаме. Супер.